Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате: економскиот караван пат низ Републиката на Министерството за надворешни работи започна од Тетово. Наскоро ќе стартува јавниот превоз, најавуваат општинските власти, но не прецизираат кога. Доделени наградите за најдобри поетски творби на учесниците на конкурсот за поетска творба. Економскиот караван пат низ Републиката на Министерството за надворешни работи започна од Тетово. Економски советници ќе бидат испратени во други држави со цел да се привлечат поголем број инвестиции, како и да се развие туризмот во сите општини во земјава. Министерството за надворешни работи ќе испраќа економски советници во други земји за да се привлечат странски инвестиции и да се развие туризмот. Бекри Едини ќе биде упатен во амбасадата во Абу Даби. Абдил Джемал Саити ќе оди во Минхен. Сузана Тунева ќе биде испратена во Анкара, а Илија Псалтиров во Варшава. Новиот концепт на економската дипломатија денес беше презентиран во општина Тетово. Ова е една денешна активност иницирана од страна на Министерството за надворешни работи. Му посакувам добродошлица и на министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој заедно со неговиот тим на дипломати на економија ја има можноста да ги промовираат новите активности. Ова е една голема можност за промоција на нашите бизниси, на локалните бизниси, на кај овие држави каде што можат исто така да се развиваат повеќе, но исто така една голема можност за повлекување на нови инвестиции кои сите ќе служат за подобар развој и поголем економски развој на општина Тетово. Целта беше да се запознават со околностите, посебностите на бизнисот во општина Тетово, меѓутоа и понудата што ја има овој регион, оваа општина во однос на привлекување на странски инвестиции, во однос на презентирање на туристичките потенцијали и привлекување на странски туристи, но се разбира и пронаоѓање на нови пазари за продуктите кои што се произведуваат овде. Ова е добра пракса во која што трите компоненти, локалната самоуправа, бизнисите и нашата дипломатска мрежа се координираат во презентирање на можностите. И днината на дипломатијата е во подобрување на економските односи помеѓу државите, но се разбира тоа директно ќе влијае во животниот стандард на луѓето, во отварање на нови работни места, во зголемување на стандардот на луѓето и сметам дека ова е начинот на кој што треба понатаму да продолжиме и ќе продолжиме во наредните денови, како што реков, во другите општини за да ги презентираме, за да ги координираме нашите активности по однос на привлекување странски инвестиции. И бизнисмените од Тетово и Тетовско на денешната средба истакнаа своји согледувања како да се подобри бизнис климата во нашата земја. Регионот на Гостивар има само 45 активно заразени со коронавирус. За разлика од екот на пандемијата, кога за ковид болни се бараше кревет повеќе, на инфективното оделение во Гостиварската болница периодов има по 3 до 4 пациенти. Денови без ниту еден новозаразен со коронавирус или регистрирани само поединечни случаи, речиси испразнето инфективно одделение, мал број на пациенти за амбулантски третман. Оптимистичка е сликата периодов за состојбата со ковид во Гостивар. Во регионот, кој освен Гостиварската, ги вклучува и општините Врапчиште и Маврово Ростуше, има само 45 активно болни. Во екот на пандемијата, оваа бројка достигнуваше над 400. Според лекарите, заболените сега поретко развиваат компликации и повеќето поминуваат со третман во домашни услови. Амбулантски намален е многу бројот на амбулантски случаи и тие што доаѓаат со полесна клиничка слика и се лекуваат домашно, на домашно лекување. Нема промена на возраста од 55 па нагоре. Повишето пациенти што доаѓаат.
И покрај стивнувањето на заразата, граѓаните да не заборават да ги практикуваат мерките на заштита. На тој начин нема да дојдеме до нов ковид бран, порачуваат медицинарите. Оние 3 мерки што ги даде Министерството за здравство, носење маски, одржување на дистанца и одржување на лична хигиена, значи тоа да продолжи, иако доста е подобрена здравствената ситуација во државата и Бугарска. Па не ми се верува на нов бран сега понатака, ако се одржуваат овие мерки, не би требало да има нов бран, бидејќи голем дел више се вакцинираат, голем дел стекнале више имунитет на некој начин и мислам дека не би очекувал нов бран на корона. Првиот случај на коронавирус во Гостивар беше потврден на 19 март минатата година. Од тогаш до сега, на подрачјето регистрирани се вкупно 5171 позитивно лице. Според евиденцијата на Институтот за јавно здравје, 247 пациенти ја загубиле битката со болеста. 4879 се водат како оздравени. Модуларната болница во Гостивар засега нема потреба повторно да се активира, а затворени се и ковид центрите на интерното и нервното одделение. Моментално на инфективно се хоспитализирани само 3 пациенти. Наскоро ќе стартува јавниот превоз, најавуваат општинските власти, но не прецизираат кога. Во меѓувреме автобусите се паркирани во дворот на пожарната. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи најави дека многу брзо ќе започне да функционира јавниот превоз во градот, но не прецизираше кога. Таа рече дека деновиве се завршени одредени формалности на јавното предпријатие Тетово Транспорт, а според неа направен е и добар план и анализа за негова функционалност. Апсолутно, при крај сме со подготовките. Денеска плюс се одвива уште некои консултации. Значи, ние очекуваме исто така нашиот план е да во побрз момент да почнеме значи со тоа. Ги заврши апликациите, се направени договорите со возачите, осигурувањето на местото за автобусите, значи треба други стандарди и тоа веќе го направивме. Осигурувањето на автобусите, одвојувањето, значи фактички што интервенциите што ги имавме и во патиштата и тој момент мислам дека ни беше важен, така да се поблиску сме да тргнеме и со транспорт. Во меѓувреме 5 автобуси се паркирани во дворот на пожарната во Тетово. На совет беше одлучено дека едно возење ќе чини 20 денари и ќе има 5 категории на месечни и годишни билети. Одредени се и автобуските релации во градот. Инаку за набавка на автобусите беа потрошени 720.000 евра од вкупно 1,2 милиони евра кредит добиен од Светска банка. Истиот е со 13 години рок на отплата, 3 години грејс период и со годишна камата од 3%. Доделени наградите за најдобри поетски творби на учесниците на конкурсот за поетска творба. На конкурсот со своји поетски творби учествуваат ученици од основните училишта во Тетово и Тетовско. Наградите беа доделени во фоајето на Центарот за култура во Тетово. Крилјата на поезијата. Вака гласи насловот на првонаградената песна на конкурсот за најдобри поетски творби организиран од библиотеката Кочо Рацин во Тетово. Автор на наградената песна е ученикот Михаил Спасовски, кој со менторство на својата наставничка по македонски јазик и класна раководителка ја испратил песната на конкурсот. Со песната на Крилјата на поезијата ја напишавме на тема на часот, како ненадејно излезе, со мојата менторка Ангелина Костовска и она ме поттикна да ја напишам песната и да ја се мотивирам да ја пратам. Не очекував дека ќе освојам првото место, но ете, го освоив. Поискрено ова е моја прва награда поголема вака и стварно драго ми е што го освоив првото место и се гордам со мене. Наставничката горда на успехот на својот ученик истакна дека очекувала Михаил да добие награда. Очекував дека ќе имаме награда, бидејќи навистина Михаил твори од 6 оделение, сега веќе сме 9 оделение. И не само во творењето, тој е успешен и во сите други активности, посебно во глумата.
Има учествување во многу драмски представи кои што сме ги работеле за да го представиме училиштето. Тој секогаш беше на висина на задачата и очекував дека ќе освои првата награда. На конкурсот со своји поетски творби учествуваа учениците од основните училишта во Тетово и Тетовско. Конкурсот е организиран по повод Светскиот ден на книгата, но заради ситуацијата со пандемијата се одржува малку подоцна. Со години, значи традиционално библиотеката го организира овој настан со поддршка од Министерството за култура. Наедна сакам да ги заблагодарувам нив и сите ментори за учеството и учениците. Наградите беа доделени во фоајето на Домот на културата Илјо Антевски Смок во Тетово. Се размислува со една доза вакцина да се имунизираат оние кои веќе имаат изграден имунитет од прележување на болеста COVID-19, истакна доктор Александар Петличковски од Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Тој додаде дека само со масовна имунизација може да се постигне доволниот имунитет на населението за да не се соочиме со повторен бран и високи бројки на ново заразени. Ситуацијата со пандемијата е подобра, но не е добра. Не може да кажеме дека е добра на десетина и повеќе мртви дневно од COVID-19. Трендот, интересот за вакцинација е исто така добар и секој ден е се подобар. Мислам дека сме во очекување на нови пратки на вакцини и евентуално затоа се овие калкулации малку со опфатеноста, но интересот кај граѓаните, пресметан, виден од нивните пријави на порталот за вакцинација, е добар. И мислам дека тука одиме во добра насока. Секако, никако не смееме да се задоволиме со оваа состојба и да кажеме дека постигнавме решение за короната, бидејќи тоа не е така. Се уште немаме опфат на доволен процент, немаме доволно имунизирано население за да сме блиску до нормализирање на ситуацијата. Исклучиво, единствено, со масовна вакцинација што ќе продолжи овие неколку месеци, 2-3, можеме на почеток на есента да зборуваме за навистина нормализирање на ситуацијата. Генерално ги следиме препораките на Светска здравствена организација и таму ваква препорака експлицитна дека прележаните со COVID-19 треба да примат една доза, нема. Голем дел од земји, сериозни, со истражувачки капацитети страшни, потврдуваат, вклучително и ние, скромен придонес даваме, но потврдуваме дека една доза на вакцина кај луѓе кои ја прележале болеста постигнува имунитет кој што е посолиден од 2 дози на вакцина кај луѓе кои не ја прележале болеста. И овие дискусии се во тек, се дискутира на ова прашање и јас се надевам дека многу скоро ќе имаме решение во таа насока. Прво ќе заштедиме вакцини, ќе обезбедиме поголем опфат на населението и второ нема да ги изложуваме на некакви потенцијални ризици, да кажеме, тие кои што веќе имаат многу солиден имунитет остварен после прележена болест и една доза на вакцина. Врнежливо време во следните неколку денови и благо опаѓање на температурите, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Стабилизација на времето се очекува дури од среда. Под влијание на блажен бран, утре времето ќе биде облачно, од пладнивните часови ќе има врнежи од дожд кои ќе се задржат до крајот на денот. Повремени врнежи од дожд ќе има и во Полошкиот регион, од пладне па се до крајот на денот. Утре ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата ќе се намали, максималната утре во Тетово ќе биде околу 17 степени. Потоа во првите 2 дена од работната седмица и понатаму се очекуваат локални врнежи од дожд, кои што ќе ги има и во Полошкиот регион. Температурата ќе се намали и до среда ќе биде под просекот за овој период од годината. Потоа од среда следува стабилизација на времето со зголемување на температурите. Фудбалската репрезентација се подготвува за дебитантскиот настап на Европското првенство. Селекторот Игор Ангеловски очекува дека сите повикани фудбалери ќе го дадат максимумот за дресот со националниот грб. Македонската фудбалска репрезентација активно се подготвува за дебитантскиот настап на Европското првенство.
Селекторот Игор Ангеловски во моментов работи со 22 фудбалери, а единствен проблем е Енис Барди кој на првиот ден од подготовките доби позитивен тест на COVID-19. Останатите тројца фудбалери, капитенот Горан Пандев, голманот Столе Димитриевски и фудбалерот од средниот ред Аријан Адеми на репрезентацијата ќе се приклучат на почетокот на следната недела. Селекторот очекува дека сите фудбалери ќе го дадат својот максимум, бидејќи настапот на Европското првенство е мотив сам по себе. Сите оние што беа планирани да пристигнати се во репрезентацијата, заедно со оние што, Адеми, Горан и Столе Димитриевски ќе се приклучат на крајот од овие подготовки. Се надевам дека ќе одработиме едни добри подготовки и спремни ќе отидеме за Букурешт. Јас од првиот момент кога застанав на оваа позиција, кажав дека секој собир е значаен и секој надпревар е значаен кога се игра за репрезентацијата, така и сега, без разлика што се работи за подготовки за Европско првенство, пристапот мора да биде ист како и досега. Ништо поразлично од досега не практикуваме и не сакаме да примениме. Како што беше до сега, така ќе се подготвуваме и за тоа Европско првенство. Оптимизам и мотивација постои кај сите фудбалери, а атмосферата од тренинзите и воопшто од подготовките на репрезентацијата ги пренесуваат Елиф Елмас и Бобан Николов. Не задоволувам со еден пласман на Европско првенство. Тоа ние неколку играчи дел од нас игра исто и на U21 Европско првенство, така да ние знаевме кога дојдовме тука у репрезентацијата, за да помогнеме исто така на постарите и они нас да ни помогне исто со селекторот, да направиме уште поголем успех од тоа. Тоа беше пласман на Европско со репрезентацијата. Сега сме на Европско првенство, сега само размислуваме да го одиграме како што треба квалитетно Европското првенство и да направиме уште поголеми успеси. Така да сега се зависи од нас. Искрено многу сме спремни. И ментално, и физички, и психички спремни сме за нови докажувања, спремни сме да ја направиме македонската нација пак горда, спремни сме да изгинеме за македонскиот дрес, затоа што голема разликата кога ги играш во клуб, се што се деси ги останува таму, така да дојдовме тука максимално фокусирани за една цела, тоа е да одиме максимално подготвени на Европско и мислам дека пак ја израдуваме македонската јавност и нема да зажали што не поддржува. Фудбалската репрезентација на Македонија во рамки на подготовките за настап на Европското првенство ќе одигра 2 контролни надпревари на почетокот на следниот месец. На 1 јуни во Скопје ќе гостува селекцијата на Словенија, додека 3 дена подоцна исто така во Скопје ќе гостува и репрезентацијата на Казахстан. Македонските фудбалери на 8 јуни се селат во Букурешт, каде ќе ги одиграме и првите 2 надпревари од Европското првенство.
Почитувани гледачи, овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.